Планот 369 покажа дека оваа држава, граѓаните, администрацијата има огромен потенцијал. Меѓутоа, и тој потенцијал, доколку се стави во правилна рамка, како што беше Планот 369 и во јасен, храбар лидершип, кој што јасно знае што треба да направи и каде треба да оди, тогаш може да се постигнат чуда. И сметам дека навистина постигнавме чуда од земја која што до пред една година беше на работна амбис, да станеме светлата приказна на регионот. Позитивниот наратив кој што се зборува во главните градови во целиот свет. Меѓутоа, тука не е завршена целата работа. Планот 369 успешно ни ја донесе чистата 9-та препорака за започнување на преговори, меѓутоа ние јасно сме дали до знаење дека реформите не ги разбираме и самиот процес на европска интеграција не го разбираме како технички процес на опишување и донесување на некои мерки, туку како суштински процес на трансформација на општеството во европско, со цел граѓаните да живеат во европските вредности, бидејќи и судовите, и администрацијата, и другите институции ќе ги користат граѓаните на Република Македонија, а не некои други. Токму во тој дух сакаме да покажеме дека реформи ние сме посветени за одржливи и неповратни реформи кои што оваа држава ќе ја трансформираат во европска држава и европско општество. Иако сме кажале дека следствениот и најдобар чекор после Планот 369 не е започнување на План 12, туку започнување на преговори и отварање на поглавието 23 и 24. И се разбира, таа битка продолжува овие денови. Овој месец е најважниот кој што ќе ја одреди судбината на државата во овој правец. Вчера и завчера и денес во Брисел се драфтираат заклучоците, предлог заклучоците кои што треба да се донесат на јунскиот самит на Европската Унија. Затоа бевме таму за да покажеме дека нашиот адут како држава не се само затварањето на политичките теми и политичките спорови, туку напротив суштинската реформа на системот која што продолжува континуирано, независно кои ќе бидат проценките. И за да не создадеме гап помеѓу или јаз помеѓу Планот 369 и започнување на преговори, го лансираме оваа недела Планот 18, кој што треба да го покрие периодот од завршување на Планот 369 до наредниот извештај на Европската комисија, попрецизно кажано до започнување на преговорите и отварањето на првото поглавје. Меѓутоа, тоа не значи дека периодот од 17 април до сега ние не работевме. Токму во овој период се покажа најголемата динамика на реформи, што укажува дека нашиот процес на реформи не е поврзан со формалниот процес на оценки и мисии на Европската комисија, туку на потребите на граѓаните за трансформација на општеството. И токму во овој период се направени голем дел од реформите и во судството, и во безбедносните служби и во администрација. Но сега го почнуваме Планот 18, се уште во драфт форма. Денеска го презентираме на невладините организации кои што имаа прилика да го добијат пред неколку дена, за да можеме денеска да го слушнеме нивниот одговор. Денеска ќе имам состанок и со опозицијата за да го презентирам пред нив и да се обидам да ги вклучиме и нив во процесот, бидејќи овој проект на Европска Унија не е ниту партиски, ниту владин проект. Ова е генерацијска обврска дадена од граѓаните на Република Македонија, независно од која етничка или партиска припадност припаѓаат. Така да, ќе дозволите денеска да дебатираме отворено, транспарентно, со инклузивно со невладините организации, кои што беа наш партнер во делот на Планот 369, ќе бидат и во делот на План 18, и во драфтирањето, и во имплементацијата, и во мониторирањето на истиот. Планот 18 ќе продолжи да се фокусира на тие основни столба во кои што се фокусираше и Планот 369. А тоа е правосудството, кој што ќе биде еден од доминантните сектори, правосудство, борба против организиран криминал и корупција, тоа ќе биде првиот столб, потоа јавната администрација,
се разбира безбедносните служби, меѓутоа и улогата на медиумите, слободата на говор, улогата на цивилното општество, борбата против нелегалната миграција, значи тоа се сите столбови, меѓутоа продлабочување и продолжување. Тоа што планот 369 го направи рамка на еден одржлив и неповратен процес. Се донесоа стратегиите со акциони планови со десетици закони кои што треба да го реформираат системот. Сега продолжуваме со усвојување на законите кои што се дел од тој план. Меѓутоа, тука ќе бидат во овој план сите препораки на извештајот на Европската комисија, кои што јасно се утврдени. Меѓутоа, нема да се фокусира само на политичките критериуми, туку ќе се фокусира и на економските критериуми во овој период.